69-годишната Зорка Велеска од Крушево со незината ќерка секој ден се соочуваат со стравот. 110 години старата куќа каде живеат во секој момент да се урне врз нив. Куќата е буквално пред распаѓање, а тие немаат пари да ја поправат. Живеат само со социјална помош од 4300 денари. Во дел од собите веќе е комплетно урна таванот, а истото за кратко ќе се случи и со другите соби. Вода тече од сите страни, за да не се поплават ја собираат во корита и кофи. Цигли паѓаат, вештици паѓаат, врнит, внатре сите шеојни се расипаја. Сега почна и на патот да паѓаат, цигли паѓаат. Тргуваме за животот пред се, за животот. Сега кај ќојме овде кај има и бандера пред куќе. Бандерата со жици, може да се случи најлошо, да се подпалиме. Бидејќи куќата е стара над 1 век, Велеска 10 години се обидува да ја заштити како културно наследство, но до сега ниту една институција не сакала да ја помогне. Бара државата да ја реновира куќата, а со тоа не само што ќе им помогнат, туку ќе го заштитат овој објект, кој според сликите се гледа дека постоел уште пред Илинденското востание, кога била и запалена црквата што се наоѓа до куќата. Велеска вели дека куќата толку време издржала. Сега срамота било во 21 век еден ваков објект да се урне од негрижа. Толку окупации преживела оваа куќа, уште од Илинденското востание, 2 светски војни, Балканска војна, за време на првите светска војна, војници овдека седеле окупацијски и ништо зија не му направиле. А сега, во овој период, да паѓа да не отепа собствената куќа, од тоа се плашиме. Од општина Крушево велат дека отвориле сметка каде граѓаните можат да донираат средства, но велат дека поради малиот буџет не можат да си дозволат еден ваков голем проект. Клучот за решавањето на овој проблем го гледаат во надлежните институции. Велеска пак не испрати со надеж дека наредниот пат нема да не пречека со урната куќа.